Ви благодарам, председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, колега Панчо Минов. Ке се изразам со еден охридски збор, ме бендисуваат ваквите дебати, во кои што пратениците, како вас, кои што имаат навистина големо искуство, ги презентираат своите стравувања, своите предлози, сакаат да дадат придонес во решавање на одредени, ајде да кажам, меѓу нас недоразбирања. Во вашето излагање и во излагањето исто така од страна на вас на Комисијата за уставни прашања, вие кажавте неколку своји предлози со кои што би можело да се направи еден мост, едно поврзување на она што значи договорот на Преспа и одредена ситуација и одредени моменти кои што би ги прифатиле вашите колеги од опозицијата. Но во еден дел од вашето излагање јас сакам да спорам и сакам да кажам дека вашите стравувања околу идентитетот, јазикот, македонското не сте оправдани. Знаете зошто? Затоа што во договорот од Преспа се водело сметка и е нагласено дека станува збор за македонски јазик, македонски идентитет, се што е македонско, македонска култура е заштитено. Никаде во договорот не сретнав дека придавката северна влијае врз името на јазикот. Никаде не сретнав северно-македонски јазик или северно-македонски народ. Баш напротив, ево ќе цитирам каде препознав дека тоа се гарантира, она што го тврдам јас, дека македонскиот идентитет, македонскиот народ, македонскиот јазик се заштитени токму во овој договор. Во членот 5 став 2 и членот 7 став 3 се препознава постоење на друга територија која има име Македонија, одсем она во регионот од Северна Грција. Во членот 1 став 3 се препознава македонското државјанство. Членот 1 став 3, членот 7 став 3 и 4 го препознава и признава македонскиот јазик. Во членот 7 став 5 не им забранува на луѓето да се нарекуваат како што сакаат македонци. Се прифаќа дека термините Македонија и македонски не се однесуваат само на античкиот период, туку постојат и во друг контекст и во друго значење. Тоа го има во членот 7 став 1. Сметам дека овдека во овој дел навистина добра работа е направена при преговорите со Република Грција и при потпишувањето на овој договор. Ви благодарам.